Може една изборна единица, но таа да биде убаво осмислена, инаку може само да создаде хаос во собранието и политичка криза при формирање на некоја нова идна влада. Според познавачите, ова изборна реформа е потребна во Македонија, но мора да биде направена со подетална анализа. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи вели дека мора да има изборен праг, бидејќи не би смеела секоја помала политичка партија да добие народен избраник. Јас мислам дека треба да биде една изборна единица, но претпоставам дека мора да има праг. Бидејќи без праг, тогаш ќе биде многу тешко како да се прават комбинациите, односно составувањето на влада. Тогаш ќе се најдеме во една ситуација како другите држави, па и во регионот, пример Косово, кои не може да создават влада еден долг период и тоа создава нестабилни институции и пред се политичка криза. Предлогот за една изборна единица во собранието го врати ЛДП. Сите политички партии од македонскиот блок прифаќаат ваков изборен модел, а засега барем декларативно не го одбиваат ниту оние од албанскиот блок. Од вреди велат дека ќе анализирале па ќе го кажале својот став, додека дујкои пред минатите парламентарни избори беа жестоко против една изборна единица и бараа модел со 3 или 8. Сега велат дека се подготвени да прифатат, но имале свои услови, односно изборен праг од 3 до 5% и отворени листи. Фаризи не гледа искрено за ваквиот став на интегративците, бидејќи партиите од албанскиот блок најмногу би загубиле. Во моментов со донтовиот модел, односно 6 изборни единици, каде од секоја влегуваат по 20 пратеници, најмногу добиваат токму тие, односно ако за еден мандат во првата изборна единица се потребни меѓу 8 и 10.000 гласови, во шестата најчесто се доволни околу 6.000, каде најголемиот број пратеници ги добиваат партиите од албанскиот блок. Првите кои ја даде идеја за една изборна единица, токму беа албанските политички партии, бидејќи ги лажеа граѓаните, односно албанските гласачи, дека ако бидеме една изборна единица, албанците ќе имат 40, 45 пратеници, 50 пратеници. Идејата за 8 изборни единици, 3 изборни единици, односно покажува колку се во длабока криза за наоѓање на гласови. Доколку се спроведе реформата со една изборна единица, тогаш би постоеле единствени листи со 120 пратеници. Еден од моделите кои се споменуваат се отворените листи, што би значило гласачите да гласаат директно за имиња на кандидати, а не за кандидатски листи.